Со претседателските ќе се одржат и локални избори во 3 општини: во Охрид на крајниот југозапад, во Дебар на крајниот запад и во Новосело на крајниот југоисток. Бисерот Балкански, Охрид, подолго време незрачи во полн сјај. Причините се повеќе. Охрид е еден од рекордерите во иселување. Ова е една од најзадолжените општини во земјава, а нефункционалниот колектор и бесправното градење ја загрозуваат уникатноста на езерото и крајбрежјето. Мора да се грижиме затоа што секирата од УНЕСКО ни стои врз глава. За Охридското езеро треба поќирачно да се води. Треба да се подобри менталитетот, да се трне егоизмот. Можност да помогне за решавање на проблемите во нашиот најпознат туристички центар ќе има еден од 5 темина кандидати за нов градоначалник. Константин Георгиевски од СДСМ, Митре Милошевски поддржан од ВМРО ДПМН, Михаил Трендафилов Нанче од Граѓанско-демократска унија, Стевче Стевоски од партијата Демократи и Джемал Мена од движењето Беса. Неврохирургот Митре Милошевски прв пат е на теренот на политиката. И другите во семејството се доктори, сопругата, синот и ќерката. Себе си се смета за граѓански кандидат поддржан од ВМРО ДПМН. Вели дека приоритет му се професионализација на општинската администрација, развој на туризмот, заштита на езерото и почист град без нелегална градба. Основното ми е да биде Охрид убав. Некако Охрид последните години со невидената евазија градежна го смена својот лик. Го смена својот лик што од најчист град, од најубав град, некако се промени, Охрид стана нечист, дури Охрид стана и загаден град. Константин Георгиевски е кандидат на СДСМ. Тој е актуелен ВД градоначалник на Охрид по смртта на досегашниот Јован Стојановски. И тој е доктор, интернист. Вели дека се залага за ефикасна администрација и владење на правото за сите. Охрид стабилен туристички центар, развиен, среден, чист, со срекни охриѓани, широки, чисти булевари, со заштитено езеро, со средени плажи, со развиена планина, со туристичка сезона 365 дена во годината. Михаил Трендафилов Нанче е бизнисмен и граѓански активист од невладината Совест. Како кандидат за градоначалник е поддржан од партијата Граѓанско-демократска унија, формирана пред околу една година. Охрид треба да биде еден извор, кај што ќе клокотит од сите страни. Цела Охридска општина поврзана со Дебар, Крушево, Битола, Ресен, значи цел југозападен регион, да биде поврзан со Охрид, туризмот максимално застапен, спортот и културата. Еве чии гласови очекуваат да завршат на нивно конто. Јас ги барам гласовите на секој чесен граѓанин, на секој доблесен граѓанин кој се согласува со овое мое размислување. Мене не ми требаат гласови на нечесните луѓе, не ми требаат гласови на нечесните бизнисмени, не ми требаат никакви такви гласови кои после тоа ќе ми бидат баласт или терет во мојата работа. На локалните избори луѓето гласаат за личност обично. Има улога партиската определба, партиската превенција, меѓутоа сметам дека охриѓани се доволно разумни, имаат сенс за приликите и за тоа кој и што направил за само година и пол за Охрид. Хипотеки имат едните од другиот. Хипотеки носят од своите партии кои, гледајќи ги како едни со други се препуцаваат, како се обвинуваат едни со други, како се ги вадат сите гнасни работи. Јас седам вака и си верам, па јас овие ќе ги победам 100-0. Многумина жители на Дебар ни раскажаа дека градот екзистира благодарение на близината со Албанија и гостите што доаѓаат од таму. Инаку, тоа празен град е. И тоа се во Америка и тоа во Стајн Ајланд. И ние, ако има некоја можност за странство, сите бегат од Дева. Тоа е тоа. И ти би сакал да си заминеш? Па нормално, бидејќи тука нема што да се прави. Со 8.000 денари мој дадо живее човек. Толку ти викат. А Дебар е бил прочуен град во Македонија. Per arsimim, per kultur, per mikpritje, per pastërti. Qyteti është shpëqeshkit një vet. Во Дебар има двајца кандидати за општински татко.
И двајцата се доктори, Хекуран Дука од ДУИ и Арбен Аголи од Алијанса за албанците. Аголи е педијатар и има своја амбуланта. На претходните локални избори му беше против кандидат на починатиот градоначалник Ружди Љата од ДУИ, кој тогаш победи со тесна разлика. Аголи смета дека на Дебар му е потребна промена, зашто со години на власт е иста гарнитура. Мислиме на градот дека треба на малку повеќе транспарентност, бидејќи се е затворено во круг на поедини лица, нема информации за работата на општината, за работата на советот. На градов му треба измена во смисла на подобра чистота, треба градот да биде почист, затоа треба максимално сите да си вложиме труд за да на тоа успееме. Хекуран Дука од ДУИ е уролог. Тој е и актуелен ВД градоначалник на Дебар. Вели дека има тим и во соработка со младите сака Дебар да го направи европски град. Do të mundohemi që bashkarisht të luftojmë të gjithë pengesat negative, të cilat do të ekzistojnë për punësimin e tyre. Do të mundohemi bashkarisht që të krijojmë kushte që investitorët e huaj, tash e kemi parasysh integrimin në NATO, integrimin në Bashkimin Evropian, investitorët e huaj do të jenë më të gatshëm të investojnë në qytetin tonë, ka se kapitali i tyre do të jetë më i sigurt. На изборите во 2017-та, разликата меѓу Ружди Љата и Арбен Аголи беше околу 250 гласа. Граѓаните ќе се освестат овој пат. Сигурно дека ниеден од нас нема да присегнува кон притисоци кон населението. Се надевам и очекувам да ги оставаме луѓето слободно да одлучат. И ако они одлучат слободно, јас сум убеден дека јас ќе бидам един градоначалник на Дебар. Këtë ndryshimin unë do ta bëj në mënyrë të ndeshme. Nuk të bëhet kfinta politike ose diçka shantazhe. Unë kam qejf që ky cikël zgjedhor ose kjo fushatë zgjedhore të shkojë në mënyrë të kulturuar, në mënyrë të qetë, edhe qytetarët të na votojnë vetë se programet. На веб страницата на општина Ново село, во делот за новости, се уште најнова вест е изборот на Боро Стојчев за градоначалник во 2017 година. Тој си поднесе оставка уште во октомври минатата година, откако летото беше фатен при шверц на цигари на македонско-бугарската граница. Затоа Ново село сега бира нов градоначалник. Жителите од 16 населени места треба да се одлучат за еден од двајцата кандидати, а победникот ќе ја сефтоса реновираната општинска зграда. Мислам, јас ќе му предложам зимно време граѓаните на општина Ново село, тие што и повеќе ќе немат пари средства да купат дрва, да се преберат тука во зградата. Гледате колку убава зграда има. Некогаш општината имала 20 вработени, а сега има речиси 50. Жителите се надеваат дека се доволно за да ги решат хроничните проблеми со инфраструктурата, ниските плати и иселувањето. Се иселуват некои за екзистенција, некои не знам што имат примања, па одат од страната. Това им станало како навик. Општината се граничи со Бугарија и Грција, па локалната економија ја придвижуваат соседите кога доаѓаат за помалку пари да си завршат некоја работа или да ручаат во ресторан. Од помош се и селениците. Комшии Бугари доаѓаат натаму, и нашите и некој пат летото кога доаѓаат на одмор зимат, ги имаме малку поживо, иначе нема живот, мислам, во село. Што очекуваат по изборот на новата локална власт? Они си знаат сами. Тие што се главните. Ние ништо, ние сме като овца. Застрижеме, друго ништо. За градоначалник се кандидираа Никола Андонов од СДСМ и Николчо Стоилков од ВМРО ДПМН. Андонов е познат бизнисмен. Тој еден мандат веќе беше градоначалник на општината од 2005 до 2009 година. Меѓу неговите приоритети е обезбедување чиста вода за пиење за сите населени места, изградба на канализациони мрежи, обезбедување работа за младите за да останат дома. Јас овоќе милувам да ја наречем општина Ново село најевропска општина во Македонија, затоа што граничиме со две европски држави, со Бугарија и со Грција, што значи и
имаме доста привилегии да искористиме доста од европските фондови со тие две држави. Преку ИПАРД фондовите да можеме барем да им го покажеме на младите патот како можат да дојдат до почеток на собствен бизнис или да привлечеме некои странски инвестиции во кои ќе можеме да повеќе и повеќе ги вработуваме младите луѓе и да останат тука. Николчо Стоилков е претседател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Ново село. Вработен е во Царинската управа. И тој ветува водовод и канализација. Смета и дека е потребна поголема грижа за природните убавини со кои изобилува регионот заради развој на туризмот. Да ја направиме општина која ќе го вреднува трудот онака како што доликува да биде најплатен труд, ќе направиме општина која ќе понуди можности и мотиви на младите, макар да пробат да инвестират во своји бизниси, се со цел да ги мотивираме да останат тие тук. За да се реализират сите тие три постулати, ние имаме програма која ги опфаќа тие работи и која што нели детално ќе биде сега се изработува и која детално ќе биде представена кај граѓаните со почетокот нели на предизборната кампања. Изборниот законник нормира дека во првиот круг за градоначалник е избран кандидатот што освоил мнозинство гласови од оние што гласале, под услов на изборите да излегле најмалку 1/3 од вкупниот број регистрирани избирачи во општината. Ако не излезат 1/3, изборите се повторуваат од почеток. Ако пак излегле 1/3, но ниеден кандидат не добил мнозинство, по 2 недели се оди на втор круг, во кој влегуваат двајцата со најмногу гласови од првиот круг. Во вториот круг, победник е кандидатот што добил повеќе гласови, без разлика колку мина гласале.